Може ли за сега да уживаме во моментов, те молам. Види, овде сме само јас и ти. Добра вечер, султанке. Мила моја, што правиш тука сама, а? Што да правам? Ги бркам постојано се ништата во мојата глава, Керко. Ја сигурно можам да убијам барем еден дел од тие сеништа, султанке. Бидејќи од сега не е потребно да стравуваш за нашата иднина. Веќе имаме двојна сигурност. А како тоа? Утрово нели рече остави ги Каан и Башар да се надпреваруваат за тебе? Имаше право. Јас веќе го започнав надпреварот. Подобриот ќе ме добие. А ние богатството што го посакуваме. За никого не би требало да е лесно да се ожени со една принцеза. Ама потребно е да бидеш ти многу внимателна, го знаеш тоа, нели? Не грижи се. За се сум размислила до најмала ситница. Види сега. Јулен, тебе ти е многу ладно. Ке се разболиш. Дојди овде, ајде. Како тебе да ти е потопло? Уште од првиот момент кога те видов, замислував вака цврсто дека те прегрнувам. Јас мислев дека ја сакаш суде. Од каде излезе ова? Што знаеш ти за суде? Наслушнав нешто дека си сакал да и се отвориш, а очигледно е дека таа се интересира за тебе. Не знам од каде си го слушнал ова, но очигледно е недоразбирањето. Со суде заедно пораснавме, ти имам кажано. Децата се влюбуваат во повозрасните со кои добро се разбираат. Епа суде се уште го продолжува тоа залажување. Тоа е се, јас само ја објаснив дека ја сакам како сестра. А вашата состојба пред твојот дом? Минатата вечер дојде кај тебе. Ја пригрна и ја внесе внатре. А ти од кога го знаеш ова, Душо? Што бараше пред мојата куќа, кажи ми. Што те засега? Барав што барав. Ти одговори ми на прашањето. Беше во лоша состојба. Беше поднапијана, не можеше да стои на нозе. Јас ја зедов внатре и му се јавив на Каан да дојде да ја земе. Не е доволно ова што го кажав. Ѓулен, тогаш погледни ме во очи. Што мислиш, дали може да постои некоја друга? Но нели таа е многу влюбена во тебе? Ќе го преброди тоа. Мора да го преброди. Како помина времето брзо. Татко ми сигурно се загрижил. Да одиме таму. Мора ли? Воопшто не сакам да си одиме. Секако мајка ми не треба да знае за ова. Повторно ќе почне да зборува. Запнала ќе сме работеле. Можам ли јас од сега да работам како роб, султанке, можам ли? Секако, зборува глупости. Остави ми ја мајка ти мене. Јас имам доверба во тебе. Ти подобро од неа знаеш што треба да се направи во овој момент. Жива да си ми. Многу брзо заврши овој пат. Татко ми ќе не види. Утре напладне ќе дојдам во фирмата ако сакаш. Како да не сакам? Но да не доаѓаш некој време. Барем да не се сретнуваме во фирмата. Заради суде ли? Не сакам напразно да се вознемируваш во оваа мешаница. Малку нека се смири суде, потоа рака за рака слободно ќе излеземе пред луѓето. Всушност имаш право. Нема смисла повеќе да ја натажуваме. Душо моја. Седи мирен, ке не вида татака. Лека ноќ. Лека ноќ. Да ви кажам, веќе ќе реновирам нешто по дома. Зошто, мамо, што се случи? Кога им зодено на жените, или одат да купуваат, или ја менуваат декорацијата на куќата сине. Бидејќи мажите обично, наместо да се ангажираат околу нешто и да се грижат за проблемите, предпочитаат вака да исмеваат еркут. Како инаку да го извадиме бесот?
Каан, кога ќе почнете вие со декорација на куќата сине? Да, побрзете, Каан, да. Што остана до декември? Овие денови Ѓорке ме многу зафатен. Како зафатена? Која работа може да и биде поважна од ова? Не знам, зафатен е. Кога и да ја побарам има некоја работа. И јас не разбирам што прави толку. Може би се подготвуваат за садбата, а? Може би. Суде каде е сена? Не се појави уште од синоќа. А излекува ли од собата воопшто девојчето? Од ден на ден вене е моето чедо. Не ме оставивте да му покажам на тој Атакан. Воопшто не ве разбирам, како можете се уште да бидете на негова страна, како? Никој не држи ничија страна, Сена. Тија претвори оваа работа во војна. Суде се разгалува. Ти да не охрабруваше и таа одамна ќе имаше заборавена оваа работа. Земи, Ѓулен. Благодарам, јас ќе земам Фиген. Аман, мила. И јас така ги изволкав рацете. На здравје, нека ти е. Наравно да е. Кој е тој што толку те возбуди? Не, оде ми не е тато. Аман, каква возбуда па и ти? Го сметам за изгубен секој миг поминат без тебе. Камо да беше до мене. Ке имаме уште многу време, не грижи се. Ти гледај да уживаш во слободата. Ти реков дека ќе ти бидам невоја. Свати го тоа сериозно. Малку јадеше, Ѓулен. Не, јадев од се. Се најадов. Штом си дома, и јас да земам слободен ден, па да правиме нешто дома, што велиш? Не знам, може. Добро би било. Една мала промена и за двете. И нели сакаше да купуваш за бебето, Фиген? И тоа можете да го следите? Да, секако. Добро. Време е да одам на работа, дами. Ќе се видиме вечер. Внимавајте на себе. Ѓулен, ако ти е здодевно, може да наминеш кај мене, а? Добро, тато. Довидување. Ке се видиме. Ти благодарам за вниманието што ја го посветуваш на Ѓулен. Не знаеш колку сум среќен кога ве гледам вака заедно. Ке направам се што можам за да ги заборави непријатностите што ги заживеавме. Како и да е, таа веќе е и моја ќерка. Сети се колку убаво се разбиравме во Ѓојнук. Убави денови беа. Се надевам пак така ке се согласувате. Да, ќе биде и подобро, не сомневај се. Само ти биди спокоен. Многу ти благодарам. Благодарение на тебе главата ми е многу помирна. Слушај ваму. Внимавај на себе и на бебето. Ке внимавам. Остави Фиген, јас ќе се оберам, ти нему да се уморуваш. Ти мислиш ли на нас, Ѓулен? Навистина многу се зачудив. Што сакаш повторно да кажеш? Да те подсетам, ја само што се омажив. Но се уште ниту една ноќ не сум останала сама со мажот ми. Малку ти беше тоа, па сега и денец си тука. Зошто барем еден момент не оставиш насамо? Што мислиш, не заслужувам да ги проживеам првите брачни денови? Зошто ова го кажуваш на ваков начин? Ако има некоја мака, ќе кажеш како човек. Каква потреба има да глумиш пред татко ми? Да те прашам, мора ли вака да ти се каже? Самата требаше да мислиш на тоа. Во најкратко време ќе го решам овој проблем. Не сум пукнала да живеам заедно со тебе.
Ајде, јас одам, Султанке, имам надпревар. Ти држам среќа, принцезо. Ти благодарам. Почекај, млада дамо. Има една работа која не сме ја завршиле со тебе. Мислам дека ти ги создаваш проблемите, мамо. Веќе ти реков, Башар ми е само пријател. Штом сум наполнила толку години, тогаш можам барем сама да си ги одбирам пријателите. Се додека сум жива, Керко, и да имаш 50 години, се што е поврзано со тебе ме интересира, Ѓорѓем. Ти си свршена девојка. Ајде, остави на нас. Но имаш одговорности кон свршеникот. Гледаш ли во каква состојба? Се доведуваш себе си, а и Каан гледајќи се со неговиот непријател. Мамо, мислам дека многу драматизираш. Тој ми е само пријател. Ај, како да го изневерувам Каан, ај, господе. Од каде да знаеме зошто ти приоѓа тоа момче? Од каде? Не бидува пријател од непријателот на твојот пријател. Ти реков, не сакам повеќе да се гледаш со него. Јасна ли сум? Оваа тема не е отворена за дискусија. Си реков да не се мешам. Ама ти премногу ја преувеличуваш работата. Девојчето ти вели дека е само пријател, ете. Нивното запознавање нема никаква врска со Каан. Кога ќе се сретнат еднаш на 40 години, што ќе му рече? А, Керко? Ние ваквите бесмислени караници ги продолжуваме со години, а? Тоа ли ќе го рече? Па остави ја. Таа секако самата знае да си го одреди растојанието. Како и да е, јас доцнам на надпреварот. Ако сакаш уште да дискутираме, подоцна ќе продолжиме. Аман, мамо, нели 1000 пати ти реков да не се мешаш. Благодарение на тебе ниту збор не можам да кажам на Керка ми, не ме ни слуша. Ако ти не навалуваш толку, таа не ќе биде принудена да се однесува вака. Како ти самата да се трудиш да ја оддалечиш Керка ти од себе. Мамо, не си свесна дека ја туркаш во бездна. Некој ден ќе направи многу лоша грешка. А Секако тогаш да, ти да. ќе го носиш гревот, да си знаеш. Молам. Молам, Ѓулен. Секако, каде си? Во ред, веднаш доаѓам, Керко. Само чекам, чекам, чекам да се појави некаде. Само Си помислив дека некој друг влегол во канцеларија. А? Мислам дека последниот пат не те оставив толку среќен. Денеска како да ми е подобро. Знаеш, расположението на луѓето се менува секој ден. Така е, но за ваква промена треба да се случило нешто, нели? А што да се случи за една ноќ? Да не сум пропуштил нешто, а? Претера, брат. Како прв пат да подпевнувам. Остану уште малку до представувањето на мебелот, па затоа сум малку возбуден. Ме интересира вашата реакција. Да, така е. Таа работа и мене ме заинтересира многу. Се надевам дека си нашол некое чудо што ќе не исправи пред оној пес Башар и дека кога ќе го видам тоа ќе се возбудам. Се надевам, пријателе. Ајде нека е со лесно, пријателе. Благодарам. Не е интересно дури да те победам. Се распаѓаш денеска, суде. Ти инсистираше, во состојба ли сум јас да играм? Душо, замисли дека топчињата се атакан. Па ќе ме победиш и мене и твојот бес. Ај, не, тогаш нема да можам да удрам. Мила моја. Добро, ајде да седнеме малку. Два сока од портокал, ве молам. Секако веднаш. Ама не може вака, суде. Прибери се веќе малку. Кој е атакан па да дозволуваш да те доведе во ваква состојба?
Многу го сакам Ѓоркем. Зошто не сакаш да разбереш? Би можела ли ти да издржиш да го изгубиш брат ми? Те разбирам, мила, ама знам дека и напразно се грижиш. Повелете, девојки. Благодарам. На крајот на криштата ќе ти се врати, а така ќе видиш. Верувај ми. Ама ајде. Човекот категорично ме одбиете. Суде душа, вие сте го одгледале. Има ли тој право да ти даде надеж, а потоа да те одбие ти Господ? Премногу му попуштате, затоа е вака. Знам. Но нема да му дозволам да ме остави на половина пат. Што и да биде, Атакан ќе биде мој. Нема да го препуштам на друга. Здраво, убава дамо, колку убава случајност. Но пијалокот ви е прекрај, може ли јас да ви нарачам по еден? Какво е ова однесување? Ќе ми кажете ли кој ви даде право вака неучтиво да се однесувате? Ајде да одиме суде. Ајде, што беше ова? Вау! Господе, господе, нели беше тоа оној Башар? Што си замислува тој? Безобразен. Има право брат ми што не го поднесува. Ми се тресат рацете од нервоза, суде. Какво безобразие е ова? Ама браво, Ѓоркем. Убаво му направи Бога ми. Уште еднаш кога ќе те види, ќе избега. Ти кажав, Керко, дека не ќе можеш да се согласиш со таа жена. Мамо, да видиш, искористувајќи го бебето, го врти татко ми како сака. Пред татко ми се смее, кога ќе си оти да се притвара во чудовиште. Врати се дома, Керко. Нели ќе се вратеше кога ќе се оженеше татко ти? Не можам да го оставам татко ми целосно сам. Се труди да не забележам, но многу е несреќен. Да не беше ова бебе, знаев ја што да и направам, но бебето не ги врзува рацете, ете. Го жалам и детето што ќе го роди. Навистина жално. Како ќе може оваа жена да израсне здраво дете? Морам да ти кажам нешто, Ѓулен. Поточно, потребно да ти признам нешто. Што да признаеш, мамо? Не знам како точно да се изразам. Правилно ли е, и тоа не го знам. Мамо, што се обидуваш да кажеш? Може би ќе ме мразиш откако ќе го дознаева, Ѓулен. Дури јас се мразам себе си, верувај ми. Но биди сигурна дека ова не го направи сакајки и многу се каам. Зашто се работи, мамо? Ти реков на убав начин да го направиш тоа. Пак не си го задржа јазикот, нели? Имам ли толку време, Севил? А и ти ми рече, то дека се уште го има бебето, спаси се од Ѓулен. Барем побрзо да си оди. Се плашам да не си отвориш проблем, бе, Фиген. Па и јас. Потребно е итно да го абортирам ова и да направам друго. Оваа работа со бебето ми ја поттикна желбата да станам мајка. А, мамо, доста размислуваш. Кажи веќе што има да кажеш. Што може толку да те притиска тебе? Фиген. Да? Фиген не е бремена, Ѓулен. Што? Види, ова не беше моја идеја. Таа вечер кога ви кажа мајка ми, и јас бев изненадена колку и вие. Ми правеше притисок да молчам, верувај ми. Јас сакав да ви кажам. Дури се покајав и се обидов да стигнам на венчавката. Се јавив, телефоните ви беа исклучени. Не можев да ве добијам. И кога пристигнав, веќе беше доцна. Ѓулен, Ѓулен, те молам. Сослушај ме, Ѓулен. Не. Ти не можеш ова да го направиш, мамо. Ова не може да биде вистина. Ѓулен, те молам, Керко, дозволи ми да ти објаснам. Фиген не уценуваше. Керко. Ѓулен, Керко.
Ако имаш некоја мака да ти помогнам, дојди ако сакаш. Дојди ќе седнеме, ќе разговараме. Трни се од тука, не барај неволја. Ако е неволјата како тебе, нека дојде. Ќе ја прифатам. Види, ти реков губи се да не се кажеш потоа. Абе, не прави вака. Лошо изгледаш. Затоа инсистирам. Дојди, не биди тврда глава. Ке ти е олесна маката. Ти реков не се задевај, ти реков Полека, бе. остави ме на мира. Ти реков ќе си ја најдеш неволјата. Што ти е тебе? Па некој ти изнервирал, па сега на мене си суреш. Секако да. Е, Фиген. Нарно нека е, од каде излезе ти вака? На поминување бев, па си реков да наминам. Утрово малку те растажи, па паметот ми беше кај вас. Се надевам не сум го вознемирила бебето. Добро е, нема проблем. Мило ми е. Штом веќе сум тука, да направим една ихо снимка, па да си го видам братчето или сестричето. Абе, сега тоа е мало. Не можеш ништо да видиш. Колку мало тоа? Например, толку мало како да го нема Фиген. Што зборуваш, Ѓулен? Ништо не разбирам. Престани веќе да глумиш. Па уште без да се срамиш ми рече дека животот на бебето зависел од мене. Како можеш толку ниско да паднеш? Ха, ми интересира како ќе го погледнеш татко ми кога ќе дознае. Ѓулен. 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 Почекај минутка. Не ме засега ништо од тоа што ќе го кажеш. Ова не беше моја грешка. Јас единствено се исплашив да не го изгубам таткот и бидејќи многу го сакам. Оваа лага беше замисла на господја Леман и на мајка ти. Ме искористија во оваа игра заради нивната љубов кон богатството. Но ти до крај ја искористи оваа лага. Чија и да беше замислата, можеше да не ја прифатиш. Мислиш дека беше лесно? Беше многу доцна. И јас потонав по оваа лага, како што ќе потонеш и ти. Човек понекогаш е принуден да молчи, Ѓулен. Јас нема да молчам. Немој напразно да инсистираш. Така ли? Добро, оди тогаш. Трчај, кажи му на татко ти. И тој веднаш нека се разведе. Потоа, помисли да видиме кој губи. Секако дека ти. Кога ќе излезеш ти од нашиот живот, се ќе си дојде на место. Не биди дете, Ѓулен. Јас и да тажам и да плачам, сепак ќе изгубам само 2 години од моето минато. Ама, но вие, на овој или на оној начин имате свое минато. Едно семејство сте. Сега барем татко ти има почит кон мајка ти и вашето минато. Мислиш дека татко ти ќе и прости на мајка ти кога ќе слушне за ова? Може би мене ќе ме заборави. Ама цел живот ќе мрази мајка ти. Добро ќе направиш ако размислиш за ова пред да одиш кај татко ти. Добре дојде, суде. Дојдов на работа, Атакан. Немој да мислиш дека сум ти простила. Никогаш нема да заборавам во каква состојба ме доведе. Верувај, суде. Ќе дојде време и двајцата со смење ќе го спомнуваме ова. Не знам. Може би ти уште од сега ми се смееш со Ѓулен? Од каде излезе сега ова? Знам дека ме одби поради неа. Што точно има меѓу вас? Како што има? Нема ништо. Затоа имаш нејзина слика? Не знам за каква слика зборуваш. Немој, Атакан. Таа вечер не бев толку пијана за да не можам да видам. Кога ја немаше, флиртуваше со мене. А сега наеднаш почна да спомнуваш сестра, местра. Како можеш после толку години да ме фрлиш настрана поради една девојка која не вреди? Ти си ме гледала според целта што си ја сакала да ја постигнеш, суде. Никогаш не сме биле во врска. Затоа сега не те фрлам настрана, повторно ќе кажам. Секогаш сум те сакал, ама како сестра, секогаш. И ќе продолжам така да те сакам. А ти со време ќе сватиш дека тоа што си го чувствувала кон мене не е љубов како што си помислила. Види ти, се состои од погрешно сваќање, така ли? Измисли си на едно мало глупаво дете. Немој да мислиш дека толку лесно ќе се спасиш од оваа работа, Атакан. Суде? Значи се врати меѓу нас. Здраво душа. Да не ја запоставам многу работата, нема потреба да се однесувам како дете, нели?
Во право си. Браво, моја паметна сестричке. Дојди да седнеме малку кај мене, да поразговараме. Ќе се видиме, Атакан. Ете, види, се уште не се јавува. Епа кога ти така се однесуваш со неа, па си погрешила. Фала Богу што досега не излезе нешто несакано. Токму кога ни олесна, јас не разбирам каква потреба имаше да соопштиш. Вакво нешто не можам да те разберам. На вистина не те разбирам. Какво олеснување, мамо. Со ноки не можам да заспиам. Може ли човек да скрие нешто од својата совест? Јас не се кам што кажав, се кам што задоцнив. Единствено ми е мака што не ме разбира, керка ми. Го знам јас тоа чувство. И мене единствена мака ми е тоа што не ме разбира, керка ми. Види, суде, воред те разбирам. И ја почитувам твојата љубов. Ама ова не е нешто што може да се прави еднострано. Треба што поскоро да го прифатиш ова и да си продолжиш по патот. За твое добро е да ја согледаш вистината, верувај ми. Бате, јас ја согледувам вистината. Не знам зошто, но ти секогаш му веруваш на Атакан, а не мене. Види, Атакан и јас се сакавме, но единствената пречка меѓу нас е Ѓулен. Ѓулен му го зеде паметот. Инаку Атакан ме сакаше мене. Ајде да речеме дека е така. И што ќе правиме во тој случај? Заедно ќе отстраниме Ѓулен. Ти си исполниш желбата, Ѓулен си замина. И повеќе тие не се гледаат. Ова нема никаква врска со Ѓулен, разбери. Но ти велам ја видов фотографијата. Нема фотографија, разбери. Зошто не сакаш да веруваш? Доста веќе. Откажи се од оваа работа, суде. А така нема врска со оваа девојка. Сигурен сум. Оваа неразумна омраза те измачува. Не можеш разумно да мислиш, не гледаш ли? Ќе ти докажам за таа фотографија. Тогаш ќе видиш дали разумно мислам или не. Во ред? Кога ќе докажеш, ќе видиме. А, во меѓувреме се гледате ли со Ѓоркем? Пред некој ден заради оној манијак Башар и го повреди в срцето. Што мислиш, се уште ми е лута? Бога ми, ако се земе предвид шлаканицата што му ја залепи, мислам дека не ти е лута. Шлаканица ли? Каква шлаканица? Ова утро отидовме да играме тенис. И? Ало, Душо, сакав да ти го чујам гласот. Атакан, Што е, мила? Гласот многу лошо ти звучи. Ѓулен, да не плачеш? воопшто не ми е добро. Брзо кажи каде си, веднаш доаѓам. Каде си? Во ред. Здраво. Здраво. Ти должам објаснување, затоа дојдов. Добре, дојде. Наврата ли га стоиш, влези. За момент се уплашив дека нема да ме примиш. Не можев да те одбијам. Човек и да сака и да не сака, се интересира за причината на шлаканицата. Имаш право, многу се извинувам. Нели покрај мен имаш една девојка, таа му е сестра на Каан. О, Се испаничев кога помислив дека кога ќе разбере кој си, погрешно ќе разбере блискоста. Не знаев како да се поставам. според мене, шлаканицата ти беше многу убедлива. Повторно ти се извинувам. Како ќе можам да ти се извинам? Да размислам. Може би ќе ти извинам под еден услов. Што е тоа? Ако нокве ја поминеш со мене, мислам дека ќе ми помине болката на образот. Договорено. Седи,
Простак еден. Всушност, неговата намера му беше да не изнервира. Но не грижи се, Ѓоркем така му возврати што веќе нема да му текне. Да му го видеше лицето кога ја добиш лаканицата. Многу беше смешен, бате. Многу беше смешен. Чекај, сега ќе се јавам. Ало, душа. Молам, срце. Суде ми кажа за шлаканицата, Мила. Жал ми е што не бев таму. Но ти благодарам за тоа што си го сторила. Ти добро ли си? Добро, добро, не грижи се. Си го доби тоа што го заслужува. Токму тоа и го заслужува. Кога ќе го видам, ќе го скршам. Во ред, душо, помина, заврши тоа. Во ред, ќе се обидам да се смирам. Што велиш, додиме некаде вечерва? Ова, за вечерва и ветив на баба ми. Дома ќе бидам. Не можеш да откажеш? Мислам дека нема да ти рече ништо ако излезеш со мене. Секако дека нема да рече, но стара жена ете. Во последно време ја оставаме сама. Се израдува кога ја реков дека вечерва заедно ќе правиме ова, па ќе правиме она и... Во ред, Мила. Ќе се видиме утре. Ти благодарам, се гледаме утре. Мила? Што ти ја кажи ми? Атакан. Не требаше да ја должиш работава, Фиген. Мислиш самата разбра, Севил? Сигурно таа ниха не има кажано. Што мислиш? Дали на вистина може да оди и да му каже? Мислам дека треба да си спремна и на таа можност. Ај, што ќе правам јас, ма, Севил? Уф. Инаку одамна ќе му кажав на татко ми. Сега на вистина не знам што да направам. Не сакав ова да го кажам, но Фиген може да има право, Мила. Бате Енгин може и да не ги сослуша вашите објаснувања. Може многу да и се налути на мајката, бидејќи ова е многу тешка ситуација за да се прифати. Свесна сум. Но молчејќи не можам да видам соучесник во оваа одвратна лага. Според мене прво одоколу приди му на татко ти. Ке можеш да процениш што може да се случи. Потоа ќе можеш да разговараш. Нема да избрзуваш, инаку може да ја доведеш мајка ти и самата себе во уште полоша ситуација. Ке ме однесеш ли кај татко ми, Атакан? Ке те однесам. Добро што те имам. Добро. И тебе, Мила. Добро е што те имам. Нели го даде на Ѓоркем да си игра. Таа помисли дека го украдов, па многу ми се налути. Но другарка ми го заборавила на училиште. Многу плачев зашто не ми поверува. Мила моја, понекогаш, без да сака, човек прави грешка. Сакајќи правилно да ме објасни на детето. Чувствителен бев на таа тема. Никако, Мила, не можев да дозволам децата да лажат, да измислуваат на таа тема. Што мислиш, ти излажала ли никогаш мајка ми? Каква врска има тоа? Не знам. Ми текна кога зборувавме за лага, ме интересира. Не можевме да се разбереме за други теми, ама единствено нешто што го сакам кај мајка ти е искреноста. Ниха никогаш не лаже Ѓулен. Можам со затворени очи да верувам во неа. Колку сигурно кажа, тато. Но велат, оној што не лаже всушност лаже. Секој може еден ден да биде принуден да лаже, нели? Што значи ова? Нели, има лаги кои велат дека се мали, ме разбираш? Има лаги кои кога ќе размислиш разумно може да се простат. Оние лаги што ги кажуваш кога имаш обзир кон спротивната страна. Тоа е измислено од оние што лажат, Керко. Лагата не може да биде мала или голема. Оној што лаже, лаже само за да се спаси себе си. Во животот единствено нешто што не сакаме лагата.
Како дојдовме до оваа тема, Ѓулен? Нема посебна причина. Некако сама се наметна темата. Добре дојде? Добро ве најдов. Добре дојде. Добро те најдов. Зедов тоа што бараше утрово. Благодарам, душа. Да се пресоблечам и доаѓам. Каде се задржа Каан Еркот? Нема да дојде на вечера? Ќе излегувал со Атакан. Не може да има позгодно време за да се најде таа слика. Ох, колку убав животец. Ајде, не го избркавте од работа и тоа не го разбрав. Ама, ајде, се правам дека го разбрав. Ама како може се уште да се дружи со тој никаквец, тоа не го разбирам. Сена, ајде да не отвораме таа тема. Тато, ми стигна порака од пријателките. Излезе не биле. Велам и јас да излезам, малку на воздух. А да јадеше малку, Кирко? Душа остави ја, штом така сака, ке се касне нешто надвор. Добро, излези. Благодарам. Веднаш да се подготвам. Не отвори темава пред неја, ти Господ. Немој да ни ја качуваш на глава. Па тогаш вие не го качувајте на глава, тој никаквец. Тие се како брат и сестра. Не се обидувај да ги разделиш, разбра? Добро што дојдовме овде, Атакан. Малку да се развеселиме. Колку време не сме излегле, а? Добро е што ти текна, бате. Одамна не сме излегле. Ајде на здравје. На здравие. Да те прашам. Ја гледаш ли Ѓулен? Како оди? Помага се уште за мебелот? Да, наминува по некоја вечер. Како е? Добро е. Да биде добро. Може би и јас ќе наминам некој ден. Не, бате. Ти не можеш да дојдеш. Зошто? Операцијата е тајна. И така остана само малку работа. Јас си легнувам, леканаки. А не ти е рано? Сакам да спија, мамо. Ако можам да не мислам на ништо. Ово однесување за мене ли, Султанке? Мајка ми се уште ли е лута за Башар? Не, мило, не зборуваме ние за тоа веќе. Остави ја ти неа. Очигледно повторно нешто ја прифатиле. И јас да си легнам. И ти ли ќе ми побегнеш? А малку да поразговаравме. Денес имав надпревар, Султанке. Мислам да се одморам. Многу се уморив. Па јас да си одам во собата тогаш. Што да правам овде сама? Ајде. Не си кажала, Ѓулен. Ти благодарам. Немој. Единствената причина што не кажав е мајка ми. Од сега кога и да те видам, ќе ми се гади, да си го знаеш тоа. Ти немој да се грижиш веќе. Како да не се познаваме? И со сила убавина не бидува, нели? Гледај ме мене. Можам да сторам нешто насилно? Нели кажа дека ќе ја продолжиш врската со Ѓорѓем? Во последно време гледам добро ви оди. Добро сме. Се намали глупирањето на Ѓорѓем. Вистина е, знае понекогаш да претера, ама не сум толку агресивен. И? Зошто си ваков? Мислев дека оваа работа ја среди во главата. Додека не си отиде Ѓулен. Откако си замина, многу сум збунет.
Знаеш ли, не ме задоволува ниту да одам на работа откако таа не е таму. Како секој ден да сум одел само за да ја видам. Како да ми влегла во срцето, без да го забележам тоа атакан. И оставило трага. Не можев ни да ја избришам таа трага, ниту пак да ја прифатам. Бате, извините, прекинувам, но морам да се јавам. Ало? Не му кажав Атакан. Не знам како би живеела со ова, ама немав храброст да му ја кажам вистината. Не грижи се. За сега си го направила најдоброто. Ќе го растажеш и бате Енгин. Атакан, како ќе го гледам татко ми со оваа лага? Види, може би ќе најдеме начин да го спасиме, без тој да знае. Малку да размислиме, а? Што велиш на тоа, а? Треба да најдеме начин. Види, секогаш ќе бидам покрај тебе. Знаеш, нели? Јас... Јас те сакам многу. И јас тебе. Лека ноќ. Лека ноќ. Што е Атакан? Што е вака скришно од мене? Ајде кажи да разбереме. Не бе, бате, ништо. Еден од далечните роднини од изутрина. Постојано ми се јавува, имал некаков проблем изгледа. Јас пак сериозно ќе ти се налутев. Мислев дека криеш нешто од мене. Ајде, како и да е, кој рече на здравје? Прекрасна јахта си имал, Башар. Зошто се вика бегалец? Зошто бегалец? Бидејќи, кога сакам да избегам од градскиот хаос, врева, светла, метежи, многу ми помага. Бидејќи ме потсетува дека можам да помагнам од кого сакам и кога сакам. Значи човек да не ти верува тебе. Секој момент можеш да избегаш. Реков од тоа што не сакам. Мислам дека ти докажав колку го сакам твоето пријателство. Или се уште немаш доверба во мене? Да немав, немаше да бидам овде, нели? Само момент. Знаеш ли дека откако го одби ова, го носам во џебот? Ти реков дека ќе чекам пригоден момент. Мислиш дека сега е тој момент? Мислам. Благодарам. Ама веќе без подароци. Договорено? Добро, се договорив. Не разбирам како можев да го заборавам клучот. Може да отворите, нели? Утре рано имам важен состанок, треба да се одмора малку. Не грижете се, ќе отворам. Сакате да ја сменам бравата? Нели клучот сте го изгубиле? Нема потреба. Внатре си имам резервен клуч. Едниот ќе го оставам на мајка ми, а ова нека ми биде за памет. Така треба. Нема потреба вака да се мачите. Повели, ете, се отвори. Многу ви благодарам. Секако, нема на што. Благодарам. Тоа ми е работа. Пријатна вечер. Пријатна вечер. Тука беше. Ете, ја најдов. Знаев.
Кој е таму? Лут ли си? Не може да се каже дека сум нормален. Лека ноќ, мила. И тебе исто. Се ќе биде многу убаво. Не заборавај го тоа. Во ред? Добро. Ѓоргем, Ај, ти ли си, султанке? Ме уплаши. Зошто не спиеш? не можев нешто да заспиам. Та нели ти си легна од каде доаѓаш? Немој мајка ми да не се разбуди. Герко, ама од каде доаѓаш ти сега ова време? Доцна е. Од најубавата ноќ што сум ја имала досега, бабо. Ти не ме виде, а јас цела вечер бев дома, се договоривме. Деталите ќе ти ги кажам. Добра ноќ. Не грижи се, Севил. Јулен не му кажала на Енген дека не сум бремена. А Нихан ќе молчела за да не ја мрази. Кокошка, многу се занесува. Аман нека молчи. Хајде да не се разбуди Енген. Ке разговараме, добро? Хајде. Енген. Енген, чекај. Веднаш се да ми објасниш. Веднаш! Сакав, но не можев да разговарам со татко ми, мамо. Се исплашив дека ако дознае тебе ќе те избрише. Тебе многу ти верува. Ама ова не значи дека таа тема ќе ја заборавам. Ни јас нема да ја заборавам, Ѓулен. Нема да заборавам болката ќе ја трпам, Герко. Ти сакаш верувај, сакаш не верувај во мојата искреност. Сите се здруживте. Значи ме изигравте. Не вели ме изигравте, душо. Види, всушност ја... Доста! Молчи веќе! Слушнав што требаше. Нема потреба веќе да се зборува. Енген, те молам. Господе Боже! Добро утро, мамо. Добро утро, мила. Повторно не го стигнав брат ми. Пред малку само што излегува. Зошто ти требаше? Господе, синоќа не го видов. Керко, кажи ми што се случува. Мора да одам на работа, мамо. Подоцна ќе разговараме, добро? Ајде, чао. О, Господи Боже. Молам, Енген. Ѓулен, добре дојде. Што бараш ти кај нас толку рано, а? Дојдов да видам мајка ми, Ѓорѓем. Што се случи, Енген, има нешто? Реков, земи ги девојките и веднаш дојдете. Таму ќе разговараме. Што е, мамо? Не знам. Татко ти сите не викна во близина на Бејков. Вели имало нешто да разговара со нас. Ова не личи на татко ми. Што ли ќе разговара? Мислам дека личи. А и ми се одеа веќе од овие наредувања. Имам работа, никаде не одам јас. За 5 минути излегуваме, Ѓорѓем. Како ќе наредите? Здраво, бате. Здраво.
Не го видов Атакан, знаеш каде е? Отиде до една фирма. Зошто? Што ти треба? Нели е многу чудно? Ѓулен си отиде и Атакан постојано е надвор. Се уште не се откажуваш од ова суде, нели? Нели вчера зборувавме за ова? Ете. Еве ја. Уште ли ми се причинува? Ти се уште не ми верувај. Треба да ја држиме подалеку од Атакан. Заради мене, бате, заради мене. Ви донесов чај, господине Каан. Добре дојдовте, госпогице Суде. Сакате чај? Не сакам. Да ја видам сликата? Јас ги сликав. Многу е убава, нели? Ти ли ги сликаше? Кога? Дента, кога ме шета. Ај, колку се забавувавме тој ден. Атака не сликаше мене и Ѓулен, потоа јас сакав да ги сликам. Добро сум направила, нели? Добро си направила. Навистина убаво си ги фотографирала. Ти благодарам за чајот. На здравје. Гледаш ли? Самата си правиш некои филмови. Сликава била кај Атакан дома. Ти како ја зеда оваа слика, а? Ова беше на неговото биро. Те молам престани веќе да го следиш Атакан. Што ќе правиш ти? Цел живот ли ќе го следиш овој човек, а? Суде, дозволи веќе да ја затвориме оваа тема. Ах, Севил, ме изгоре! Ај, мила, од каде да знам дека Енгин ќе те слушне? Сигурно сега ќе ме остави пред врата. Ке се разведеме. Што ќе правам? Мила, ти се што направи од љубов кон тој човек. Тој да си го гледа семејството. Наместо Енгин ги избра парите. Ако треба некого да брише, нив нека ги избрише. Место баш како за татко ми. И мене насила ме доведе. Што барам јас овде? Престани веќе да зборуваш, Ѓорѓе. Тато, зошто дојдевме овде? Енгин, што се случи? Има нешто лошо? Не грижете се. Не е нешто што не го знаете. Седнете. Ова е документ за брак кој бев принуден да го прифатам. Брак што не го сакав, но имало такви што го сакале. Нихан, за да продолжи со твојот луксузен живот, уште еднаш ме продаде. Мислев ќе можеме нешто да спасиме. Мислев овој пат се е поинаку. Додека не се венчав, имам голема болка. Многу голема болка. Ти, Ѓоркем, секогаш ме понижуваше. Во богатството во кое живееше, никогаш не најде место за мене. Секогаш ме држеше настрана. Не сакаше никој да ме знае. Се срамеше. Но најмногу ме погоди ти, Ѓулен. Со цело срце и душа те одгледав. Твоето важење најмногу ме погоди, керко моја. Ама да тој јас. Ке ми речеш, не знаев. Може би прво и тебе ти изигра, но кога дозна, зошто не ми кажа? Како можеше да молчиш? Сватив дека никогаш не се убил во вашиот живот. Воопшто не сме биле семејство. Не сме биле заедно. Сега бидете спокојни. Овој пат на вистина ке ме нема. Си одам од овој град. Од вашите валкани игри. Од богатството што секогаш го ставате пред човечноста. Ке си одам далеко од се. Бидете спокојни сега.
Само една минута. Се уште не разбрав што се случува. Што е ова? Тато, што се замислуваш ти па вака не омаловажуваш? Разговарај со мајка ти, Ѓоркем. Ѓоркем, Мамо, те молам, и јас имам право на збор. Прво со тебе да разговараме. Јас сум се задоволна од мојот живот. И затоа нема никому да се извинувам. Ѓоркем, замолчи! Ти што ми даде мене во животот, па сега бараш сметка? зборувај пристојно со татко ти, Ѓоркем. Каков татко? Не може да ме омаловажува само затоа што бил причина јас да се родам. Тоа не е татко, мамо. Доста, реков молчи. Ова шлаканица не ја заборавај. Ѓорке. Добро, ама зашто ми излажа за фотографијата? Го изгубивме татко ми за секогаш. Не можам ни од тебе, ни од него да барам да ми простите, Ѓура. Знаеш ли што е најсмешно, мамо? Сена знае се. Како? Не знам, но ета знае. Знае дека сте без пари, дека куќата е под хипотека. А ти од каде го знаеш ова? Дојде кај мене. Ми се закануваше дека ако не си одам од куќата, ќе го спречи бракот. Затоа си отидов. Зошто ништо не ми кажа? За да не останеш на средина. Знаев колку сакаш да се венчаат Каан и Ѓорќам. Не знаев дека до толку, но... Молам се. И јас сакав да разговарам со тебе. Те молам, дојди кај мене. Енгин, како може да си одиш? Те молам, дозволи ми да разговараме. Кажи нешто, Енгин. Не може вака да си одиш. Што ќе правиш во Ѓојнук? Душо, што сум јас виновна? И мене ме изигра, Енгин. Енгин, те молам, сослушај ме. Јас сум ти сопруга. Две метални парчи и еден подпис не го врзуваат човекот фиген. Бракот се врзува со љубов, со почит, со доверба. Брак значи дека можеш да си го потпреш грбот на другиот. А кај нешто остана? Јас веќе не ти го вртам ни грбот, фиген. Пријатно. Енки. Ѓоркем, што се случило, Керко? Мајка ми за мене веќе не постои, бабо. Само ти постоиш во мојот живот. Ама кажи ми се, Керко. Не сум во состојба да разговарам. Нека ти објасни мајка ми. Фиген, каде е татко ми? Си отиде. Го избркавте човекот. Радувајте се сега. Го избркавте. Кажа ли барем каде ќе оди? Во Ѓојнук. Дојде Сена? Сена треба да дојде. Пред да дојде брзо кажи ми, зошто така е расплака, Ѓоркем? Госпоѓа Нихан, дојде госпоѓа Сена. Добра, Ешен. Нека дојде. Нема потреба ти да дојдеш. Остави не насамо.
Здраво, Нихан, душа. Леле, колку чудно ми звучеше на телефон, се загрижев многу. Добра ли си? Воопшто не сум, Сена. Со која смелост се обидуваш да ми го маловажуваш семејството, а? Што зборуваш, не те разбирам. Нихан, добра ли си ти? Извини се, во последно време нешто не е добро. Само ти не мешај се, мамо. И да знам дека ќе просам, никому нема да му дозволам да ме омаловажува ниту мене, ниту керките. Си претерала, Сена. Од сега и така нема да може да бидеме заедно. Затоа нема да има свадба. Заврши овој циркус. Таа одлука јас ќе ја донесам, мамо. И ќе има свадба. Ако ти се омажиш за Каан, нема да дојдам на свадба. Тоа е твоја одлука. Сена, душо, многу ти се извинувам. Не знам што се случува со женава. Верувај ми, ќе ја средам оваа работа. Само те молам, не ја обрнувај внимание. Во нејзино име, јас ти се извинувам тебе. Мислам дека не остана ништо што може да се среди. Јас бескрено ве почитувам, господјо Леман. И Ѓоркем се сакам како своја ќерка. Ама до свадбата не сакам да се видам со Нихан воопшто. Подоцна ние две ќе си се видиме насамо, Ѓоркем. Сега јас ќе одам малку да се созимам од овој шок. Добро, мајко Сена. И јас се извинувам во име на мајка ми. Ама ти не грижи се. Не е тоа твоја вина. Пријатно. Што мисли мајка ми дека прави? А така побрза и мора да стигнеме. Ќе стигнеме. Ќе стигнеме, не грижи се. Тато? Тато? Чекај те, молам. Немој да одиш или земи ме и мене. Ќе одам да размислам, Ѓулен. Мора да размислам каде сгреши Керко. Ти не сгреши никаде. Ние сгрешивме, тато. Јас тебе те одгледав, Керко. Вината затоа е моја. Пријатно. Значи, ни срам ни перде таа жена, мене ми зборува за искреност. Како јас самата да ги смислив тие нејзини интриги. Толку мислевме на неа, а повторно сме лоши. Ама, од сега за мене Нихан веќе не постои. Сена, зошто размислуваш вака? Зошто толку го пикаш носот во нивните семејни проблеми? Јас убаво ти велам тебе, ако јас не превземев ништо, семејството ќе се распаднеше. Еркут, тебе ти премине во навика да ги браниш другите, душо, а јас пак сум дошла тебе да ти објаснувам. Мамо? Тато, што е на мајка ми? Не прашувај. Збестала. Ти ке треба да ги поправаш грешките на мајка ти. Што направила? А што не направила? Ти воопшто не си виновна, мила. Малку да се смири, бате Енгин и ќе те разбере. Кој да беше на твое место, ќе беше неодлучен. Ѓулен?
О, госпогице Гюлен, ти си чекала татко ти да си замине. Не си чекала да помине време, веднаш си почнала да се забавуваш. Не е како што мислите. Остави, остави. Нема потреба да и се правдаш. Толку си паднала ниско што не можеме да те стигнеме. Аха, види кој ми дава памет. Ако мислиш дека си попаметна од мене, не мачи се. Те молам, оди си фиген пред да направам некоја глупост. Ти кого бркаш и од чија куќа? Не ти беше доволно што се ми уништи? Доста. Ти мене ми уништи се. Доста, фиген, доста. Гюлен? Гюлен? Чекајте, молам. Каде одиш? Имам потреба да останам сама, Атакан. Се е заради мене. Извини што те доведов во тешка ситуација. Не грижи се, Атакан. Нема врска со тебе. Оваа жена е ваква. Со време и ти ќе видиш. Сушност се надевам нема да видиш. Никој од нас повеќе да не ја види. Што ќе правиш? Ќе одам до кај мајка ми. Да те одведам? Сакам сама да одам. Ки ти се јавам, важи? Не сум мирено, штом така сакаш, борете. Дојди да те качам во такси. Ајде. Каде? На тенис. И светот да гори, тебе воопшто не те засега, нели, Ѓорѓе? Како можеш да бидеш толку себична? Не сум себична, праведна сум, мамо. Не се водам како тебе според чувствата. Еден ден и се умилкуваш на жената со лаги, утреден да ја бркаш од куќата. Сега го велечиш човекот со кого си се развела, бидејќи бил сиромав. Не можам да играм според твоите правила, извини. Јас многу добро знам што сакам од животот. Да го земам ова? Многу ти благодарам. Да ти кажам една тајна. Многу ми не достигаш. Мислев нема да се раздени. Добро си? Добро. И ти многу ми не достигаше.